Океј, веќе знаеме, си го знаеме редоследот, знаеме како движат работите, нели, после славење, како и на нашите богослужби. Нешто што следува е проповед или доза на охрабрување, доза на споделување работи од Божјото Слово, така да добре дојдовте и денеска на неделната богослужба, можам слободно да кажам, на Христијански центар 490. Веќе полека се навикнуваме на ова што го правиме, но не сакаме да се навикнеме целосно, со една цел зашто си ги сакаме назад богослужбите, си ги сакаме назад нормалата, што си ја имавме, но со едно нешто: изградени од сета оваа стација, помудри, похрабри, да уште посилно влеземе во нашите животи, уште посилно влеземе во се она што го нарекуваме Божјо царство. Така да јас ви посакувам уште едно добре дојде, или со Данила се договараме дали да биде добре дојде. Или добро се уклучивте. Или добро се уклучивте. Така да, Данила, можеш и ти да кажеш добре дојде. Добар дан и од мене. Добро се уклучивте на неделната проповед, на неделното поучување, кој како што сакате. Искрено посебна чест и задоволство ми е што можам да бидам дел од ова дружење, можам да кажам, заедничко, затоа што јас верувам дека ова што го правиме допира до вас и верувам дека ова го правиме за сите нас кои што го слушаме, за христијаниве кои што доаѓаме во црква и за општо и за сите луѓе кои што ги имаме, за сите наши пријатели, роднини, познаници, непознаници што ви имаме на Facebook. Мислејќи во текот на денот за денешната проповед, размислував дека духовните работи кои што ни ги кажува Светиот Дух поттикнува практичност во нашиот живот, затоа што духовните работи треба да заземат практична форма. Амин. Како што исто така и денешната наша тема на проповедта, а тоа е доверба. И јас верувам дека довербата треба да се покажува практично во нашиот живот, затоа што ние во секојдневниот живот се сретнуваме со многу ситуации, со многу работи кои што не обкружуваат, и верувам дека довербата е многу битен практичен дел од нашиот живот. Минатата недела пастор Илија и Зоран Спасовски зборуваа за радоста. И јас верувам дека радоста е еден неизмерен, неизбежен дел од нашиот живот. И затоа мене ми текна дека радоста е поврзано со денешната тема, а тоа е да бидеме, дека довербата не е нешто што ни прави бреме во нашите животи, туку таа е радоста која што целосно му веруваме на Бог. Амин, амин. Супер, да. Дека дека радоста му веруваме целосно на Бог. И имаше една реченица Илија на Facebook кој што ја постираше, и верувам дека беа многу луѓе допрени по самите лајкови кои што има, а тоа е дека радоста нас не издава дека му припаѓаме на Христос. Вау. Знаете, Данила не кажува секогаш дали нешто и се допаднало или не, и така да ќе слушнеш вака, гледаш дека се допаднало и си кажеш окей, добро, тука сме. Зошто доверба? Зошто се одлучиме со Данила доверба? Зошто ако гледаме во нашиот живот, ја и Данила, ако погледнеме 13 години уназад, можам да кажам дури и пред да се познаваме во нашите животи, го гледаме, ќе видиме дека Господ не случајно не оформувал, не доведувал до момент да навистински нашата доверба биде втемелена само во Него. И знаете, многу пати со Данила дома сме разговарали, имаме многу убави семејства, фамилии, имаме многу убави пријатели, многу убава црква, но и се тоа растеме во довербата заедно со нив. Они нас ни се додворуваат, ние нив, и тоа постои, но едно нешто со Даниела што се договориме, што одлучиме, е тоа дека таа доверба што ја имаме во Бог и што Бог ја има во нас е нешто што е сила
што не бутка, што не води понатаму ни животот. И за тие што не познаваат, ќе знаат дека ова е вистинито, дека ова и меѓу самиот нас брачен однос ќе видат дека навистина довербата е изградена во нашиот живот и дека Господ и понатаму ќе продолжи да ја граби. И затоа е толку битна таа довербата. Знаете, секој еден брак, кај да појдете, кога да прашате, оној што искусил добар квалитетен брак, ќе ви каже дека бракот, освен во љубовта, е создаван во доверба. Е создаван во имање вера еден во друг, имање верност према едниот и према другиот, и сето тоа со долга трпеливост, со слобода, довнесува да имаме доверба во самиот Бог. Знаете, довербата е тесно поврзана со ветувањата и тука негде ќе почнеме, ќе почнеме, ако можем да кажем, да проповедаме. Зошто ветувањата? Зашто секој еден во нашиот живот, буквално секој еден има добиено ветувања. Тие што го познаваат Бог имаат добиено ветување од Бог. Тие што не го познаваат имаат ветувања од Бог за нив, но уште не ги познаваат, но постојано, уште како сме биле код деца. Вчера имам еден убав Zoom митинг, убав Zoom состанок со најмалите од нашата црква. Изборувавме токму за ова, зборувавме за таа, за она што Исус не повикува да бидеме како деца и во кои сфери во животот не повикува Исус да бидеме како деца. И таа доверба што децата ја имаат во возрастните е онаа доверба на која Исус не повикува да имаме во Него. Амин. На која Светиот Дух не учи, не поучува да ја имаме во самиот Бог. И зашто ги спомна ветувањата? Зашто ако видиме во целата Библија, ќе видиме дека довербата на луѓето во Бог растела кога Бог ги исполнува ветувањата. Кога Бог ги исполнува ветувањата, кога ги гледаш исполнените ветувањата во твојот живот, ти ќе можеш уште повеќе и повеќе да веруваш и да му се додворуваш да му се доверуваш на Бог. И како реагира едно дете кога еден родител ќе му вети нешто? Сигурно многу се радува прво. Сигурно прво многу се радува. Она што Даниела го спомна. Второ? Го очекува тоа. Го очекува истото. Верува истото. Се надева за истото. И знаете што? Кога тоа ветување ќе му биде исполнето, он стекнува доверба во тебе. Стекнува доверба во тебе како родител. На таков начин реагира нашиот Бог. На таков начин ги исполнува нашите ветувања и ние стекнуваме доверба во Него. И таа доверба не е минлива. Таа доверба и трпеливо чекаме додека Бог. Точно. Тоа е голема вистина. Како дефиниција довербата, ако можам да кажеме, довербата е чекорна вера во трпеливост, во радост, во благодарност, во долга трпеливост, во издржливост на нештата. Тоа на некој начин е доверба во самиот Бог. Ќе видиме понатаму, ќе видиме како самите ученици реагирале Христови на довербата, каков пример нас ни оставаат, каков пример ни остава најголемиот меѓу нас, првородениот меѓу нас, а тоа е самиот Христос. Ќе видиме таа доверба. И ајде кога сме кај ветувањата, ајде да земеме еден голем примерот на Аврам, што многу пати го користиме, и да ја видиме што таа доверба допринела во Аврам. Знаете, Аврам по ветувањата, по Божите ветувања, доби ветување дека, по Божиот збор, доби ветување дека ќе има дете. Аврам беше нетрпелив во животот, како што и ние многу пати знаеме да бидеме трпеливи. Сакаме одма на брзина. Сакаме на брзина, сакаме во такви моменти. Ние несомнено знаеме да направиме и грешки. Сакајќи да го извадиме најдоброто, ние пробуваме понекогаш дури да му помогнеме на нашиот Бог. Со тоа што ќе мешаме прсти. Но верувајте дека единствени праведни дела во вашиот живот се Божите праведни дела ставени во вас. И знаете зашто?
Зашто нема вмешано наши прсти. И еве го и во животот на Аврам го гледам истото. Аврам проба и си рече во себе, си се оправда во себе на некој начин, но тоа оправдување беше негова сама праведност и не му се зема за праведност. Но верата која ја покажа, верноста која ја покажа, таа му се зема за праведност. И Аврам на едно место рече, ајде, може би Господ мисли со робинката да имам дете и така ќе имам. И тоа и го направи. И видите го, Господ не му се налути многу на Аврам. Дури му вети дека и од ова дете ќе направам голем народ. Но знаете, ние понекогаш работите, делата, што ги правиме потикнати од паника, потикнати од нашата самоправедност, потикнати од она што... Од моментална состојба. Од моментална состојба, од моментални околности. Потикнати од она што мислиме дека ние треба да го направиме ова. И дека ова треба да изгледа како што јас го замислувам. А Бог има сосема друг план. На едно место Библијата кажува дека Бог, дека Божите патишта се повисоки од нашите патишта. Секогаш се десни Божите патишта. Божите замисли. Божите замисли се поголеми. Имаме замисли за иднина и за надеж. Така да, и огледаме овој пример на ветување, дека Аврам добива ветување, Аврам на момент станува непослушен, но што се случува понатаму? Негде околу 100 години. Му идат на гости, може би непоканети гости, ангели му кажуваат, ти ќе имаш дете. Сара се насмевнува во некој вид на цинизам. Зошто? Нашиот цинизам понекогаш знае да биде оправдан. Зошто? Зашто ги гледаме околностите кон нас. И околностите кажуваат, окей, убаво зборуваш, али не е така во реалност. Не можам да го видам тоа. Но затоа Божјата добрина и верата наша во Бог ја надминува реалноста. И еве го дека ја надмина реалноста. Сара, иако не постоеше надеж во околностите, зошто незината утроба беше затворена, зашто не можеше да има деца, зашто самите години кажуваа на тоа дека не може да имаат деца. Иако се квичеш, ако можам да кажам, и кажуваше тоа дека нема да имаат деца, Аврам повторно ја стави довербата во Бог. И му поверува и имаше дете и тоа му се зема за праведност. И тоа дете е наречено дете на ветувањето. Зошто? Зашто Бог тоа што го рече, тоа го исполни. Затоа таа доверба е многу битна. И еве ќе продолжиме понатаму. Аврам му расте детето, му напредува Исак и едно време слуша од Бог, каде што Бог му вика, сега ќе го дадеш, ќе го принесеш како жртва. Вау, ова е опасно нешто. Кој знае што му се мотало во главата на Аврам? Значи, ние само можеме да предпоставиме што му се мотало на детето. И верувате, и претходно кажавме во претходни проповеди, Бог не бара од нас жртва. Бог бара милост сега преку Христос, зашто Христос беше единствената последна жртва за сите нас. И сега Бог од нас бара милост. Но го зимаме овој пример да видиме дека и во тоа време Аврам не живеел по што ќе принесе, не живеел по законот, него живеел по ветувањата на Бог. Довербата направила во Аврам да, иако најтешкиот период, најверојатно неговиот живот, само што го добил детето, сега треба да го даде како принос пред Господ. Довербата направила да Аврам во себе сигурно си помисли, Бог е добар Бог. Ќе направи нешто до крај, ама јас нема да го изгубам Исак. Му се вртеле ја верувам дека му се вртеле на Аврам сите тие муабети одејќи нагоре заедно со Исак. Иако ова, го зборуваме тоа претходно, има голема позадина на сликата и како Христос оди со крстот на кај Голгота, зашто истото место каде што Аврам го несе синот да го жртвува е Голгота, истото место каде што Христос беше распнат. Но поентата овдека е, кога имаш Божи ветувања и кога ги гледаш исполните во твојот живот, ти имаш доверба. Што? Имаш доверба дека она што го имаме за живот и побожно, што го зборува за Петар, е тоа
ставено во нас и дека тоа истото ќе содействува за наше добро. И Аврам оди со таа помисла. Мора да содействува за моје добро. Мора, го познавам Бог. Ми вети, ми исполни, ми има исполнети други ветувања, ми има дадено земја, кажа дека ќе направи поголем народ, јас му ветувам и затоа имам доверба во него. И оди горе. Ама интересното е во тоа што тргнал. Да. Не се поколевал да рече не, него носам детето. Тргнал. No. Таа е таа вера што тргнал, нема поколебување, таа е таа доверба за која зборуваме. И оди горе. И Бог го изненадува, му вика не. Тоата вера се препише за праведност. Ете ти јагне, жртвувај го и оди со малиот. Јас ти ветив дека од тебе ќе направам голем народ. И тоа ветување ќе го исполнам. Вау. Еве еден пример, но ние имаме еден најголем, врховен пример за доверба, а тоа е нашиот Исус. Вау. Знаете, самиот Исус, нели, како 100% човек, имаше доверба во својот татко, дека ќе ги исполни сите негови ветувања и пророштва кои што беа дадени за него. Зошто е сето ова битно за нас? Бидејќи, знаете, Исус е првородениот помеѓу браќата, а од друга страна, познавајќи ја Божјата љубов, во која нема место за никаков непотизам, тогаш можеме да бидеме сигурни во примерот на Исус, дека она што му било ветено и исполнето, дека истото ќе ни биде и на нас. Знаете, самиот Исус, знаејќи го сето ова, во нистекот на неговиот живот, каде што се исполнуваат работите, како што ветил таткото, пред многу години имаше целосна доверба да зборува за тоа и тоа да зборува уверливо. И можеби во еден од најтешкиот, како да кажам, момент од животот кога Исус оди во Масленовата гора и се моли, но тој сепак можеше да каже: татко, нека биде твојата волја, а не мојата. Амин. И она што можеме да го видиме во текот на Новиот Завет е тоа како Исус цело време постапуваше со неговите ученици. Исус целосно им се доверува и не само тој целосно им се доверува и не само за да ја стекне довербата во него, туку и они да стекнат учениците да стекнат доверба во него. И кога гледаме сето ова, сваќаме и разбираме дека довербата е нешто што се стекнува во текот на целиот живот и таа опфаќа повеќе области во нашиот живот, како на пример довербата што имаме во Бог, довербата во Божјото слово, довербата во сопругот, довербата во сопругата, довербата во системите. Исус во голема мера поучуваше мноштво народ. Но исто така тој во голема мера ги тргаше на страна учениците и им зборуваше лично на нив, знаејќи зашто ги спрема. Иако јас верувам дека Исус во текот на нивното спремање и поучување знаел колку е нивната свесност и колку е нивниот растеж во Бог, но колку и да не покажуваа зрелост, Исус им покажуваше дека им верува и покажуваше дека им верува и што е најбитно дека има доверба во нив. Овој пример го гледаме во Библијата, каде на пола од неговите поучувања кој нив ги праќа Исус во околните села и тие да го прават истото. И не само што го праќа, туку Бог им дава сила, знаејќи дека доволно не се мудри за истата. На друго место пак им се врти и им кажува, дека веќе не ве нарекувам слуги, туку ве нарекувам мои пријатели. И се што дознав од таткото, ви го кажувам вам.
Видете, ова е таа целосна доверба што Исус ја негува со учениците, без разлика на нивната моментална зрелост. Јас верувам дека ова истото што Бог го правил со учениците, дека Бог сега во ова време, во овој денешен ден, дека Бог ја има целосно довербата ставено во нас, без разлика на нашата моментална зрелост или без разлика на нашата моментална, како што кажав и претходно, растеж или познавање во Бог. Значи Бог не го гледа тоа, туку буквално гледа крајниот исход, а тоа е буквалната доверба што взаемно и треба да ја имаме. Тоа што сакав и да го кажам, дека Бог заедно ја гради оваа доверба. Затоа што Бог има доверба во тоа што го создал и своето создание исто така го повикува да има доверба во него. Така да јас мислам да му дадеме на Бог простор, шанса да ги отвориме нашите умови и срца, за да Исус ја добие нашата доверба и така ќе да знаеме дека и Он ни верува нас. Знаете, во многу случаеви ние како луѓе со нашето претходно минато не можеме туку така лесно да стекнеме доверба во луѓето. Но знаете, јас верувам дека од кога познавајќи го Бог и дека познавајќи ги неговите дела кои што ги прави во нашиот живот, дека сето тоа е веќе заборавено и дека ние уствари сега сме пример за другите луѓе што се околу нас, кои што не знаат, па и за тие кои што нема да не знаат, дека ќе бидеме пример во многу работи. И јас мислам дека ова не треба нас да не загрижува ако луѓето немаат целосна доверба во нас, бидејќи Бог работи во нас. Бидејќи Бог работи во нас и ќе го смени, и дека Бог ќе го смени и го менува нашето како да кажем, минато поведение, ќе го смени и ќе почнат да имаат луѓето доверба во нас. Знаете, ако гледаме во Библијата, самиот Павле имал проблем со стекнување на довербата поради неговото претходно поведение. Но со текот на времето луѓето ја спознаа Божјата благодат дадена на Павле и почна да му веруваат. И во второ послание до Коринтијаните, 7 глава 16 стих, каде што тука Павле вели, каде што Павле во првата глава ги кара за тоа дека застраниле од патот, доаѓа момент да им каже дека се радува што може да има доверба во нив. Еве можеме и да го прочитаме, значи второ послание до Коринтијаните, 7 глава 16 стих. Тука Павле им кажува на коринтијаните: се радувам во се што можам да имам доверба во вас. Знаете, кога никој ќе ви каже дека имаш доверба, дека има доверба во вас, вие таа доверба сакате да ја покажете во текот на вашиот живот. И самото тоа што некој ви кажува дека има доверба, нема да ви дозволи да скривнете од патот. Знаејќи дека некој кон вас ставил доверба и тој очекува таа доверба да ја негуваме во текот на нашиот живот. Така да тука Павле вика: се радувам што можам во се да имам доверба во вас. Така да кажам, со овој краток пасос што го кажавме и што го споделив со вас е дека сакам да потекнам во сите вас, во нас, е да сме сигурни дека Бог ја има таа доверба во нас и дека ние можеме да растеме. И дека можеме да растеме во довербата кон Него и на таков начин ние можеме заедно да учиме едни од други. Знаете, за сето ова нешто што го кажавме е потребно прифаќање, но и наша иницијатива да се ставиме во растеж во довербата. Дефинитивно.
моментот на прифаќање е битен и најбитен најверојатно, зашто ако Петар кажува дека се добивме што ни е потребно за живот и побожност, тогаш ние ако нешто треба да прифатиме, но Павле па од друга страна на едно место кажува дека јас се трудам да го достигнам она со кое веќе бев достигнат од самиот Христос. И таа иницијатива што ние и како мора, ние не треба да се плашиме од зборот мора и да кажуваме, ама зар ја мора ова или мора она, кога ќе ја спознаете Божјата благодат, колку е Бог добар и милостлив према вас, вие ќе сакате да морате. Ќе сакате да го покажувате тој пример луѓе. И знаете, довербата ме насочува кон нешто што се нарекува стравопочит во Бог. Стравопочитта во Бог, ако не знам дали сте размислувале на ваков начин, но што е стравопочит во Бог? Стравопочит во Бог е стекнатата доверба во Него. Каде што сега ти ги гледаш колку е Бог таткото добар, колку Исус се жртвувал за тебе и колку тоа спасение е големо и колку може Светиот Дух да те поучи во целосно изобилие. И тука никако не припаѓа стравот од Бог. Стравот означува казна. Стравот носи казна, но Бог не казнува. Затоа стравопочитта Божја е да имаш највисоки мисли за твојот Бог. Да имаш најголемо благодарам за Христос во твојот живот. И да бидеш понизен и послушен во поучувањата што Светиот Дух ти ги дава. Тоа значи стравопочит во Бог. Никогаш не означува казна, а стравот е тој. И знаете, во ова време што ни се случи нас нешто што постојано се зборува, е таа паника. И јас размислував многу и ова сум го зборувал многу одамна но важи за секогаш, зашто е Божји збор. Што е спротивно од паника? Се размислували некогаш? Најверојатно е да не паничиш. Нели? Самиот збор паника ни означува да не паничиш. Но како да не паничиш е проблем, е моментот. Ја верувам дека спротивно од паника е довербата во Бог. Ние го гледаме примерите со учениците, она што Даниела ни го зборуваше, го гледаме примерот со Аврам, дека довербата во Бог ја тргало, ја занемарувало паниката во нивниот живот. Знаете, пред да се уклучиме, се случи нешто со лаптопот, со телефонот, најверојатно интернетот падна и имаме шанса да паничиме или имаме шанса целосно да му веруваме на Бог дека секи биде како што треба. Се одлучиме на второто и еве сме сега уклучени во живо и функционира. И лаптопот функционира. Така да, тоа е доверба. И ја можам да кажам многу работи од мојот живот. Знаете, многу пати сум кажувал и ова е многу битно, ова е многу практично за вие што се родители да го согледате како реагирате со вашите деца. Мојот татко во многу случаеви, додека бев дете, и ја кога гледам сега од оваа страна, викам, па не било баш за доверба, ама секогаш ми кажуваше, синко, имам доверба во тебе. Ама јас се замислував некогаш, не направив нешто добро за да има доверба човекот во мене. Он пак, синко, татоа беа вака направив, синко, имам доверба во тебе. Знаете што? Го всади тоа семе во мене. И кога гледам од сега, не било секогаш да кажа дека има доверба, но го всади тоа семе во мене и можам сега да кажам дека да, тоа се исплатило. Стварно може да има доверба човекот во мене. И така да вие сте родители, мора да го негувате ова со вашите деца. Да ја покажувате довербата ваша кон нив и да ја стекнувате нивната доверба кон вас. Ова е од исклучителна важност. За оние што се во брак. Бракот, луѓе, не е нешто што се научува по книги. Да, ние имаме помагала. Знаете, кога ја и Даниела се прирачник, кога ја и Даниела се земаме, не интересираа никакви книги, никакви прирачници, никакви помагала. Едноставно, како Бог да не бутна во брак, Даниела млада, јас исто, а и колку и да си возрасен, ако немаш искуство, едноставно немаш искуство. Влегуваш прв пат во брак и не знаеш како е. Но нешто што се обидувавме
Ово кажам се обидуваме зашто кажавме дека бара од нас довербата, наши обиди. Се обидувавме да ја стекнуваме токму довербата од нас. И никој не влегол во брак, колку и да сте читале луѓе книги, колку и да сте читале прирачници за бракот, колку и да сте се советувале, се е тоа супер. Но самото влегување во брак во многу може да значи дека ништо тоа нема да важи и дека сега има други правила. Знаете, Светиот Дух ќе ви наметне да што повеќе и повеќе се познавате едни со други, да што повеќе и повеќе ја градите довербата меѓу вас и на таков начин да создавате убаво гнездо. Да создавате гнездо убаво за вас и за вашите деца, за вашите идни поколенија. На таков начин Исус реагира со црквата, луѓе. Исус е во брак со црквата. И има 100% доверба. Го читам во Ефесијани, Павле кажува, црквата има задача, дадена е задача да ги открива Божите тајни и да им ги кажува на небесата, луѓе. Ние очекуваме од небесата работи да ни се кажуваат, но Павле вика преку Светиот Дух, црквата ќе им кажува работи на небесата. На едно место кажува Павле дека работите што беа од вечноста, луѓе, скриени на црквата и се откриени и може да им ги објавува на идните векови, да ги објавува на вечноста. Ева таа доверба за која ние зборуваме. Ева таа доверба во надеж дека утре ќе биде подобра. Знаете, како македонски народ или Балкан, општо во Балканот, не тешко се стекнува доверба. И најверојатно тоа има зошто. Историски има зошто. Но, од кога ќе ја стекнете довербата, тогаш човекот може да се довери. Во други народи е поинаку. Одма ја добивате довербата, но ако ја загубите е потешко. И така да, убавината е во тој некој баланс. Но нешто што вистински мора да се држиме за него, е тоа дека на вистински мора да му веруваме на Бог и да имаме цврста увереност дека он е во потполна доверба во нас и ние во него. Бог кога го создаде светот, ако читаме, за се кажува и ова беше добро, и ова беше добро. Знаете ли што кажува кога ги создава мажот и жената? И ова е многу добро. Вау! Уште од старт, знаејќи дека Ева ќе потрча по јаболкото, луѓе. Бог е толку мудар, толку прониклив, толку ги знае однапред работите, што секогаш е спремен да ги исправи нашите грешки. Треба да бидеме ние спремни да го прифатиме истото. Знаете, многумина во светот се лути на Ева. Да. Зашто направила грешка и гризнала од плодот. Знаете што направи Бог со жената? Може би жената беше подценувана, луѓе, во историјата. Но Бог на воскресението направи едно нешто и ја исправи грешката на Ева. Што направи, луѓе? Ако преку жената дојде гревот во овој свет, преку жената дојде и благодатта во овој свет. Пораката за благодатта, дека Христос е воскреснат, дојде преку жената. И тоа не е случајно, луѓе. Луѓе, Бог дава секогаш прилики да можеме да се покаеме, да можеме да се откупиме за работите. И не само тоа, да можеме да живееме во потполен мир и благодат со Него, како никогаш да не сме сгрешиле. Ете, тоа го прави Исус. Вау. И така едни меѓу други да се гледаме. Вау. Ќе продолжиме со тоа што ќе прочитаме неколку стихови од Евангелие според Матеј. Тоа е во 14-та глава, од 22 стих. Тоа крај не е многу долго, ќе го прочитаме затоа што е битно да се разбере сето ова. Вика, и веднаш потоа Исус ги натера своите ученици да влезат во коработ и да отидат пред него на друга страна, додека тој го распушти народот. И штом го распушти,
се искачи на гората за да се моли насамо. Кога се свечери, таму беше сам. Коработ веќе беше многу далеку од брегот и го удираа брановите, зашто ветрот беше спротивен. Во четвртата ноќна стража, тој дојде кај нив, одејки по морето. Кога го видоа како оди по морето, учениците се исплашија и рекоа: тоа е привидение, и извика од страв. А Исус веднаш им проговори велејќи: охрабрете се, јас сум, не бојте се. А Петар му одговори и рече: Господи, ако си ти, заповедај да дојдам кај тебе по водата. Овој му рече: дојди. Петар слезе од коработ и тргна по водата кон Исус. Но кога го виде силниот ветар, се исплаши, почна да тоне и извика велејќи: Господи, спаси ме. А Исус веднаш ја испружи раката, го фати и му рече: маловернику, зошто се посомнева? И кога влегува во коработ, ветрот престана, а оние што беа во коработ дојдоа и му се поклонеа велејќи: навистина ти си Божиот син. Значи во овие стихови ја гледаме потребата да си има доверба целосна во Бог. Нели тука гледам, иако Петар на збор на Исус тргна да оди по морето, наеднаш на Петар нешто му го одзема вниманието и он почна да тоне. Затоа оваа слика можеме да видиме многу често во нашиот живот, каде по инструкција на Бог ќе тргнеме да направиме некоја голема, некоја добра работа, но загледувајќи се во проблемите, загледувајќи се во брановите, загледувајќи се во бурите во нашиот живот, ни го одзимаат целосното внимание и не прават да за миг изгубиме или не изгубиме, или како што пишува Петар, потонеме. Ако гледаме тука, нешто што мене ми олеснува, а ви требало и вас, а тоа е дека Исус не го остава Петар да потоне. Така да бидеме сигурни дека Исус нема да не остави и нас да потонеме. Амин. Знаете, ова се случило после кратко време од кога Бог ги нахранил 5000 луѓе пред очите на учениците. Така да можеме да видиме дека за кратко време Петар заборава и се посомнела и почнува да тоне. Така да не секогаш чудата кои што ќе ги видиме во нашиот живот ќе бидат мерило за тоа колку сме пораснале ние како христијани, него нашето мерило ќе биде колку ќе стекнеме доверба во него. И знаете, колку што имаме повеќе доверба во Бог, повеќе им влегуваме сигурност на луѓето околу нас. Тоа и така и во животот, кога знаеме дека некој има доверба за нека одредена работа, знаете, повеќе ви олеснува, знаете дека за тоа се моли и има доверба и знаеш дека не си сам. Знаете, и ја мислам дека поуката од оваа случка е дека нашиот поглед треба да биде вперен во Христос. Амин. И така ќе расте довербата. Зашто ако гледаме на околностите, ние можеме лесно да потонеме, но убавината е во Бог и кога ќе утнеме, Бог ќе се покаже и ќе дојдеме кога ние можеме лесно да потонеме, но убавината во Бог е убавината во Бог е кога ќе утнеме и кога ние ќе се покажеме неверни и кога ќе дојдеме во ситуација да тонеме како Петар, Бог преку неговата благодат е секогаш тука да не крене на нозе. И јас мислам дека тука верата е таа што ќе не втурне во авантури, а довербата ќе донесе стабилност низ тие авантури. Така да
Јас мислам да ви препорачувам да уживате со Бог и доверете му се, како што Он самиот ни се довери нас. Вау. Може уште еднаш таа реченица со авантурата, таа е прекрасна реченица. Аха. Значи, верата е таа што ќе не втурне во авантури, а довербата ќе донесе стабилност за да можеме да поминуваме низ тие авантури. Вау, многу јако, браво. Вау. Ајде ќе одиме со еден друг стих каде што Павле во Ефесијаните кажува една исклучително убава и добра работа, каде што во Ефесијаните 3 глава 12 стих. Павле кажува вака: во кого преку верата во него, она што сега Даниела го зборува, преку верата во него имаме слобода да се доближуваме во доверба. Вау. Вау, луѓе. Она што го прави верата е тоа, ни покажува на кого можеме да му се довериме. На кого слободно можеме да му се довериме. И ова е нешто што е, мислам дека од исклучителна важност. Знаете, ангелот Габриел иде и кажува на Марија и вика: јас сум Габриел, оној што стои пред Божјото лице. Ние сме повикани преку вера да му се доближеме и во други преводи да стоиме пред Божјото лице во доверба. Во доверба каква? Дека нема да бидеме изгорени, дека нема да бидеме уништени, дека нема да бидеме осудени, во доверба дека нема да бидеме омаловажени, дека нема да бидеме обесправени, дека нема да бидеме болни, дека нема да бидеме што друго? Несигурни, дека нема да бидеме нестабилни. Зошто? Зашто сме повикани и стоиме пред лицето на Бог во доверба. Дека сето ова што Бог го вети во нашиот живот и ќе го исполни. И кога знаеме ова, луѓе, кога знаеме каква доверба Бог има во нас и на каков начин ние можеме да му се должиме, е тоа што за уште повеќе да стекнуваме довербата негова во нас. Ова е исклучителна важност. Знаете, се соочувате постојано сите што нешто водат, било ли е тоа црква, организации, фирми, секој во својот живот прави тим на доверба. Со вашите пријатели. Имате пријатели за во кафана, имате пријатели за шетња, нели? Не се двојата, ама со некој ви оди повеќе, со некој помалце, но кога станува збор за доверба, тогаш е поинако. Тогаш може би не се многу, али се мери со мерката доверливи. Се исклучително важни. Зошто? Зашто се доверливи во вашиот живот. Јас знам Даниела имате една многу убаво друштво. Друштво што го негуваат со години од мали. И верувате дека толку се блиски. Зошто? Зашто низ годините стекнале доверба меѓу нив. Вау. И јас секогаш кажувам, иако понекогаш повеќе седат на телефон колку што треба, кажувам едно: браво за вашето друштво. Тоа е друштво на доверба. Така го викам, друштво на доверба. Така да, верувате дека секој еден има потреба да има човек на доверба до него. Но уште поголема потреба да има Бог на доверба во неговиот живот. Вау. И тука негде ја мислам дека треба да би привршувале. Мислам дека ова е неисцрплива тема што можеме да ја зборуваме со денови, но затоа и не се ни брзаме, ние ги имаме сите овие алатки да можеме да се уклучуваме во живот, да ги споделуваме овие нешта, не да се правиме, секој ќе кажам, најпаметни, го напротив, да донесеме ако вкус плюс, да донесеме мотив плюс во луѓето, да донесеме инспирација плюс
луѓето, да несеме поука плюс во луѓето за заедно да израстеме во здрава црква, заедно да израстеме во здрави семејства, заедно да израстеме во здраво општество и во здрава држава. Знаете, луѓето надвор паничеа и таа паника понекогаш беше основана. Зошто? Зашто немаа доверба во системите. Така да и системите, државата, не треба само да бара верност и доверба во граѓаните, него они треба да ја покажат истата доверба кон нас. Они треба да не убедат. Луѓе, бракот е комплексна работа. Он е едноставен. Павле го опишува, сака ја твојата жена и жената почитува ја твојот маж, и ако ние не правиме повеќе фама од тоа, е супер едноставно, но тој што е во брак знае дека бракот е комплексна работа. Зашто го кажувам ова? Зашто ќе се судрите секој дневно, на дневна основа, со работи во кои треба да се покажете за да стекнете довербата во едниот и во другиот. Дали е тоа сопруга, дали се тоа децата. Така да јас сега ги повикувам и властите, ако слушнат, да ја стекнат довербата кај нас. Не може да се игра со сопствениот народ. Не може да се игра со сопствената сопруга. Не може да се игра со сопствениот сопруг, со сопствените деца. Него треба во љубов, поддршка, заедништво да се гради таа доверба. Имаш нешто за крај? Фала на сите што одвоивте време да бидете дел од оваа порека. Знаете, јас верувам дека секоја недела имаме од дубава пубава проповед и јас ве поттикнувам вистина да ги слушате, да ги преслушувате овие проповеди, затоа што ни се многу потребни за она што го зборувавме, за во текот на нашиот живот, затоа што знаете како ова трае кратко, 45 минути, можеби и саат време, и сега ни е убаво, примивме убава храна, но јас знам дека ќе излеземе после ова надвор, може нешто друго ќе видиме што ќе се случува, и затоа викам да ги преслушуваме, добро е да ни останат во нас, за да можеме точно кога ќе бидеме во каква и да била ситуација во која што не сме сакале да се најдеме, да знаеме како да се однесуваме. Најто многу е битна првичната реакција во дадена ситуација во која што не сакаме да бидеме. Како да кажам, уживете во текот на денот. Божи благослов. Да, луѓе, Божи благослов сите, имате прекрасен ден, имате прекрасна недела, прекрасен живот, едноставно надминувајте ги нештата во вера и преку вера имате слобода да во доверба му се доверувате на Бог и верувате дека нема да сгрешите. Божи благослов за сите.